Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме на тема предвреме родени деца. По тој повод со нас во студиото е доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од клиничката болница Аџи Бадем Систина, воедно претседател на Сдруженијето на педијатри во Македонија. Докторе, добре ни дојдовте. Добар ден, поздрав до сите гледачи на Алса телевизија. Така. Кажете ни, колкав дел од бебињата кои доаѓаат на свет се раѓаат предвреме и како можеме да го дефинираме овој термин предвреме родени деца? Знаете како, предвреме родено дете е релативно едноставна дефиницијата, значи секој бебе кој е родено пред 37-ма, што велиме гестацијска недела. Да. Меѓутоа, она што е интересно, што во природата некако не можете да го избегнете тој процент кој што се движи негде меѓу 6 и 10%, зависи од која држава, од држава до држава. Во Македонија е околу 8,5 до 10%, од година до година може малку да варира. Од сите бременности завршуваат со раѓање на бебиња пред 37-та недела, што велиме на гестација. Да. Тоа се вака доста интересни бебиња и бебиња за кои владеат некои заблуди, меѓутоа владеат и многу големи вистини што се однесува до медицината. Да. Ке може да не кажете кои се најчестите причини поради кои што доаѓа до предвреме раѓање на децата? Причини има многу. Мислам, искрен да бидам, можеме за причините да зборуваме многу време, да кажем така. Да. Генерално можеме да кажеме дека глобално се два фактори кои што потекнуваат од страна на мајката, но од друга страна се и фактори кои што потекнуваат од страна на бебето. Значи, кај мајката најчести причини за раѓање пред време се повеќе плодна бременост, например, или инфекции кои што може да бидат вагинални или уринарни инфекции, или некакви проблеми кои што се врзани со носење на бременоста, зборам со самата плацента, или со матката, или некакви аномалии на истите нив. Додека, видите, многу битен фактор е меѓу другото да кажеме дека предуслов за појава на предвремено раѓање може да бидат и некои заболувања кај мајката, некои хронични болести, диабет, например, да, или некои други болести, и користењето на дроги, алкохол, па и цигари, кои што може да го скратат времето на носењето на бебето. Додека кај бебињата најчесто се тоа причини кои што водат до предвремено раѓање се некакви аномалии кои што може да бидат на самите хромозоми или некој друг тип на аномалии кои што може да узрокуваат да бебето се роди пред време. Да. Се постојат многу фактори кои што може да доведат до предвремено раѓање, меѓутоа веднаш би сакал да искористам оваа прилика да ви кажам дека прашањето на раѓањето на предвременото бебе, на детето, не е прашање само на тоа кога ќе се роди и како ќе се роди, него и колку е нашиот целокупен здравствен систем спремен да го прифати тоа детенце, да може да го излекува и квалитетно да биде излекувано, за да може нормално да живее понатаму. Кога веќе споменавте, каков третман бараат овие дечиња кои што пред време доаѓаат на свет? Тоа е нешто кое што е вака исто така многу интересно. Значи, тука многу заблуди постојат, нели? Да. Ако се роди едно бебе пред време, па се мисли дека во старт тоа бебе ќе биде со некакви проблеми со развојот на мозокот, плуќата и така натаму. Или проблеми со очињата. Проблеми со очите и така натаму. Меѓутоа, тоа не е баш така. Морам искрено да ви кажам, тоа не е баш така. Значи, за да се лекува едно предвремено родено бебе, значи ако ние како држава претендираме утре во влез во Европска унија, значи треба да имаме квалитетен систем на лекување на тие предвремено родени деца. Ја можам да ви кажам дека во Македонија тоа го имам. Да. Значи, тоа е добра околност, дури можам да ви кажам дека имаме две добри интензивни неги за лекување на предвремено родени деца кои што се во државниот сектор и единствена приватна, тоа е во нашата болница, во клиничката болница Аџи Бадем Систина, која што фактички може да понуди највисок ниво на третман на предвремено родените деца. Тоа значи бара простор кој што е обезбеден со многу квалитетна опрема, да, софистицирана опрема, но знаете како не е опремата само таа, него бара и луѓе кои што се во тоа едуцирани. Со какви услови и кадар вие располагате во клиничката болница Аџи Бадем Систина? Во клиничката болница Аџи Бадем Систина располагаме со врхунски кадар кој што е на ниво на лекари, да, и на ниво на сестри нормално. Значи збориме за луѓе кои што се долги години едуцирани по западноевропските земји, луѓе кои што имаат страотно големо искуство и
сега искрен да бидам, можам да се пофалам тука, например, еден податок кој што е вака можеби интересен и за јавноста. Да. Тоа е дека, например, во нашата болница веќе се раѓаат се поголем број на деца предвремено родени. Например, во 2013 година бројот на родени деца под 37 недела опфаќа дури цели 17%. Да. Тоа значи дека нашите родители од Македонија ја препознаваат самата болница дека може да пружи комплетна здравствена услуга не само во акушерскиот дел, него и во интензивното лекување на тие предвремено родени деца. Колку време остануваат дечињата кај вас кога ќе се родат пред време, пред да отидат дома со својата мајка и што треба да им пружите како третман? Па, времето на останување многу зависи од тоа кога ќе се роди. Да. И многу зависи од тоа дали на тоа дете треба да му се пружи полна интензивна нега и терапија, зборам со примена на тие современи методи на лекување на дишењето, односно таа механичка вентилација што ја велиме, и други методи на специјален режим на исхрана, специјален режим на контрола на целиот метаболизам на бебето. Ако се тоа бебиња кои што се родени под 28 гестацијска недела што ја велиме, нели? Да. Тогаш тие престојуваат во нашата интензивна некогаш и 2 до 3 месеци. Да. Меѓутоа, ако се бебиња кои што се родени 33-та, 34-та, 35-та, они може да престојуваат неколку недели и безбедно да си отидат после дома. Овде морам да споменам дека, уште еднаш да споменам дека, значи, целокупниот здравствен систем е многу важно да може да пружи полна здравствена заштита и на најмало родените бебиња. Например, во Аџибадем Систина болницата, во нашата болница, најмалото бебе кое што е родено и кое сега има повеќе од година дена и има прекрасен квалитетен живот, е бебе кое е родено со 760 грама, 27 недела, а сега во моментот лежи бебе кое што е родено 25-та недела и кое веќе скоро 52 дена е на респиратор, на машина и веќе е во фаза на комплетно одвикнување од таа машина. Така да, сакам да кажам, тоа ни е па исто така еден дополнителен рекорд во лекувањето на овие деца. Дали оние бебиња кои што се раѓаат пред време имаат после тоа проблем со тоа да мајката може да ги дои, дали цицаат, како тие се хранат? Исхраната на предвремено роденото дете е една од најсуптилните работи кои што е, значи, покрај другите медицински процедури што ги спроведуваме. Знаете како, кај малите деца резерви за храна нема. Значи, кај новородено дете од 3 кила, значи доносено, а кај прематурчиња уште помалку. Така да ние не смееме да ги оставиме ни, што би се рекло, минут без доволен внес енергетски на храна, на минерали, олигоелементи и се она што е потребно за да може да растат. Да. Така да, а во случај кога не може да се хранат со нормален режим на исхрана преку уста, односно сонда или било како, се хранат нормален режим на исхрана, така се хранат преку сонда со минимална количина на храна, односно мајчино млеко, а повеќе поголемата количина на храна ја примаат по еден специјален режим преку така наречена парентерална исхрана, значи преку венска исхрана, каде што се користат сите можни нутрициенти од минерали, олигоелементи, аминокиселини, се што е потребно за едно такво дете. На сето тоа е многу битно, затоа што дечињата кои што се поставени пак се на машина за значи на респиратор кој што дише за нив, они имаат и поголем енергетски метаболизам, поголема потрошувачка на енергија и тоа е нешто што бара, значи, дополнително исхрана. Знаете како уште Хипократ кажал дека храната е лек за секоја болест. Така да и овде не дека е лек за прематуритетот, меѓутоа е нешто што е неопходно за да може да расте бебето нормално. Да. Доктор Сајковски, дали овие дечиња кои што се раѓаат пред време страдаат повеќе од разни заболувања за разлика од децата кои што доаѓаат навреме на овој свет? Тоа е едно од прашањата кои што морам да бидам искрен, можеби најмногу ми се допаѓа вака кога дискутирам, особено со луѓе кои што не се во медицината. Да. Значи, долго време се мислеше дека дете ако се роди пред време, тоа е, значи, одма веќе се знае дека има проблеми со мозокот, има проблеми со развојот, има проблеми со очите, има проблеми со дишењето. Дури морам да ви кажам дека едно време пред 20-30 години владееше мислење дека дете кое ќе се роди 25-26 недела и не треба да се лекува.
Тоа е една од заблудите која со децении, па не сакам да кажам и со векови, ја има дури и на нашиве простори. Зошто е тоа така? Ќе ви кажам одма. Например, во историјата на човечанството имате еден огромен број на луѓе кои што се родени пред време. Да. Например, еден Винстон Черчил, вие човек кој што е роден пред време, ја не гледам нешто дека му фалело, дури успел, многу успешен, многу успешен. Меѓутоа, она што највише треба да се спомене, тоа е дека, например, можеби двата најголеми ума што човечанството ги имало, а тоа е Исак Њутон и Алберт Ајнштајн, се луѓе кои што се родени пред време. Да. Дури можам да ви кажам дека кога е Њутон роден, значи постојат записи, акушерката што ја породувала мајката на Њутон, бидејќи он кога се родил имал изузетно тешко дишење, она едноставно крикнала и викнала: "Морам да трчам да викнам доктор да го види детето. И јас не знам дали ќе биде живо додека се вратиме, детево е толку добро што е како мртво." Значи Исак Њутон живеел 89 години и ја поставил главната теза, главната основа на целата денешна, на целото човечанство, на физиката, математиката и астрономијата. Да. Слично и со Алберт Ајнштајн. Значи имате многу такви примери. Че едни од најголемите умови. Да. Значи, знаете како, кај предвремено родените деца, они се многу специфични, многу се интересни. Они се раѓаат со недоволно развиени органи. Неспорно е дека постојат опасности за оштетување на дел од тие органи. Значи, за појава на одредени заболувања понатаму. Не е спорно дека постојат одредени ризици. Меѓутоа, не е, што би рекле американците по дефолт дека е тоа така. Да. Дури можам да ви кажам дека нашите искуства, значи целиот тим кој што работи на интензивната нега, на неонаталната и педиатриската интензивна нега во Аџибадем Систина, ако ги соверете работните искуства што ги имаме тие луѓе кои што таму работиме, тоа опфаќа повеќе од 130-40 години заедно, нели? Да. Значи, нашите искуства покажуваат дека проблемите со оштетувањето на мозокот се релативно малку, значи негде дури само 2 до 3%. Може да се појават некои други проблеми кои што се понатаму развојни, меѓутоа не се такви да кажеме дека секој бебе кој што ќе се роди пред време сигурно ќе има оштетување на мозокот. А кои се најчестите проблеми? Најчестите проблеми се проблеми, значи уште од раѓање се проблеми со дишењето, со респираторниот систем, кој што после може да остане малку по, да кажам така, нежен на појава на одредени заболувања. И затоа, например, во светот, за жал кај нас се уште не е се воведено, меѓутоа во светот, например, тие дечиња кои што се па особено екстремно ниска родилна тежина, се воведуваат и специфични режими на вакцинација, дури и према некои вируси со некои вакцини кои што се релативно доста скапи, знаете. Може ли тоа да го објасниме, дали треба да се вакцинираат при време родените дечиња? Да, апсолутно, како и секое друго дете, значи апсолутно не постои болji начин на заштита на еден организам отколку тој биолошки начин на заштита со вакцинација. Ја знаете, певе би искористил и оваа прилика кај вас да кажам дека целиот оваа антивакцинална кампања која што се води од страна на некои родители, да кажам така, ја, например, не можам да ја разберам, затоа што огромен број на заболувања кои што се голем проблем кои што биле голем проблем на почетокот на минатиот век се искоренети. Знаете, доволно е само да ги видите сликите на дечињата кои што во Македонија останале парализирани од детска парализа. Тоа денеска го немаме. Македонија е држава која спаѓа во така наречена полиофри земја. Така да мислам дека тие се премногу потенцирани можните, да ги крстам така, компликации. Единствено нешто што дава вакцината, тоа е можеби реакција од типот на покачување на телесна температура, меѓутоа овие нови кацеларните вакцини не даваат ни тоа. Така да ние кај децата што се пред време родени се залагаме не само да се спроведе рутинската вакцинација, него и дополнителна вакцинација кон ротавирус, значи кој што може да предизвика проливи, и кон така наречен респираторен синцитиелен вирус, кој што може да направи голем проблем на дишното стебло кај секое дете. И на тој начин дека заштитите најлевите дечиња, бидејќи се поранливи. На кој начин родителите треба да се грижат за своите деца доколку се тие пред време родени, што ги советувате? Родителите прво најтопло ги советувам, значи прво да со голема доверба и со
голема љубов влезат во таа ситуација ако се роди прематурно новородено, да не се толку уплашени дека секое дете кое што ќе се роди пред време ќе има некакво оштетување. Ја за пример ќе ви кажам актуелното бебе последно што лежи кај нас, кој е 25-та недела, на пример, нема никакви проблеми со очињата, значи контролата е направена нели на ретината, иако е долго време на респиратор и на кислородна терапија. Значи добро водено дете, добро контролирано, шансите за компликации се релативно нормално помали, нели? Така да им советувам на родителите да не се плашат од тоа што ќе се роди пред време детето, меѓутоа ги советувам една работа која треба секогаш да имаат во предвид. Знаете, кога ќе се роди бебе пред време, оно се раѓа со недоволно развиени органи. Значи не се сите органи доволно развиени. Вклучително меѓу нив и мозокот нормално, нели? Знаете, кај малите бебиња може да се случи левата и десната хемисфера на мозокот еднакво добро да се развиваат, еднакво брзо, да не речем да бидат еднакви, и да добиете, као што е случајот на Исак Њутон, за кој се предпоставува по сите калкулации што се направени, дека има коефициент на интелигенција од 186, например, или за Алберт Ајнштајн, за кој што се вели дека е 179 коефициент на интелигенција. Тоа се деца кои што можат еднакво добро да работат и со лева и десна рака. Доста од нив покажуваат големи склоност или кон математика, но некои од нив и кон уметност, као што и Леонардо да Винчи, да не го заборавиме и него, или Ана Павлова, која што е еден од најдобрите руски, односно цели светски балерини, например, исто така девојче која е родена пред време, нели? Така да не се плашат од тоа, меѓутоа факт е дека неспорно е дека може да се појават одредени проблеми и одредени компликации, но сите тие се решаваат со тек на време. Кои се најчестите прашања кои ги добиваат од родителите на пред време родени деца кога ќе дојдат кај вас како педијатар кој ги упатува? Да, они најчесто прашуваат дали моето дете ќе има проблеми со мозокот, дали ќе биде добар ученик и дали ќе остане со така наречена церебрална парализа. Тоа се вака први прашања кои што ги добиваме. И нас, морам да бидам искрен, пошто ние имаме, значи, покрај сите други анализи и рутински анализи на мозокот, ехо на мозок, значи со проценки на проток на крв низ мозокот и така натаму, да не ве замарам со тоа, кој ќе им кажеме дека мозокот апсолутно добар, нели, им покажуваме слики дека нормално функционира. Дека нормално функционира, нормално се развива. Сепак кај родителите најголемиот страф лежи тук. Кога ќе го пребродат тој страф, нели, кога ќе помине време, второто прашање е со очите, дали ќе остане некакво оштетување на ретината, нели, на окото заради кислородната терапија. И тука, значи, исто така, нели, се прават редовни контроли во тој дел. Меѓутоа, и тука морам да напоменам, ако случајно почне да се појавува проблем на ниво на ретината, со брзо делување од страна на очните лекари, тој проблем може да се реши. Така да, она што бара секое новородено такво е голема посветеност, голема љубов од тимот кој што го лекува, значи зборам од сестрите и од лекарите, и тоа е фактички 24 сата. Значи константно да има надзор. Доктор Сајковски, кажете ни колку е важно пред време родените деца да добијат соодветен третман на време, значи од самиот почеток, како од педијатарот, така и од самиот тим и од родителите. Значи, кога ќе се роди бебе пред време, значи уште во родилна сала, значи со претходна најава од страна на акушерите, уште таму е потребно да сме спремни комплетно за презимање на детето и за потенцијалните проблеми кои што може да се развијат. Значи, тука се секунди во прашање. Морам да бидам искрен. Значи, во случај да тоа се роди дете кое што нема доволно добро дишење, например, или има одредени проблеми други, тука треба да се делува многу брзо. Особено ако се работи за проблем кој што е врзан за плуќата, значи незрелост на плуќа, која што доведува до колапс едноставно на тоа белодробие, тоа треба што поскоро и што побрзо да се постави на тој режим на, да кажем, на механичка вентилација, ние го викаме, нели, на режим на вештачко дишење, и тоа е толку денеска современо, значи има толку современи технологии во тој дел,
што денеска дури можете да видите, да пример, во некои земји се спроведуваат режими на механичка вентилација која не е овака стандардна као што генерално ја знаеме, него се спроведува дури и со течност. Детето се потопува во течност, па преку таа течност се врши размена. Значи има повеќе модуси на тој, повеќе начини, нели? Тоа кој начин ќе се спроведе зависи од можностите на институцијата тоа да го спроведе, нормално од финансиските средства, оти тоа е еден релативно скап терапеутски дел. Да. Колку е скап, од друга страна, морам да ви кажам, например, дека зборам за Соединените Американски држави, лекувањето на едно вакво дете во Соединените Американски држави, например, дете кое е родено под 28 недела, може да чини дневно од $10,000 па до $100,000 на ден. Значи збориме за голема екипа, многу софистицирана технологија, многу голема опрема, нели? Сето тоа чини. И тоа нормално чини. Мислам, сепак и медицината чини, нели? Едноставно самата опрема треба да се купи, едноставно, и луѓето кои што треба да се инвестира во нив, да научат да работат со таа опрема. Да. Доктор Сајковски, ние сме при крај со времето на емисијата. Дали би сакале за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето да упатите еден совет до гледачите кои што не следат во моментов? Па јас пред се, мислам, би сакал вака чисто кон гледачите, особено кон женската популација, која фактички го движи светот, како и да е, кога ќе дојдат во ситуација на бременост, јас топло им советувам да имаат редовни и добри акушерски контроли. Значи, знаете како, јас сум педијатар, јас сум интензивец и работиме неонатална и педијатриски интензивна нега. Меѓутоа, ние го добиваме производот на нашите колеги акушери кои што ја водат бременост. Да. Ја навистина би сакал, може би е превише јавно, али би сакал да кажам дека и би сакал да ги поздравам сите мои колеги акушери од клиничката болница Аџибадем Систина. Морам да бидам искрен и да ви кажам дека со сите овие години на работно искуство, нивната технологија на работа е навистина феноменална. Да. Значи, морам да бидам искрен и да кажам дека сите тие контроли што ги прават кај бремените жени, кај жените, нели, до моментот на раѓање, на нас како интензивци ни овозможуваат да пружиме уште подобри резултати. Да. Тоа е нешто што мисламе тимска работа по принцип и тоа е нешто на кое што морам да бидам искрен како член на екипата на Аџибадем Систина се гордеам, а тоа е навистина добар тимски приод во водењето, значи, на една бременост и добивање на едно дете кое што е пред време родено и нормално менеджментот кој што перманентно не поддржува со секој нов лек што е излезен или некој нов апарат кој што е купен, за кој што можеме да ја пружиме таа здравствена заштита која што е потребна на нашите пациенти. Така да, она што би сакал навистина да им препорачам на родителите, прво да не се плашат ако дојдат у ситуација да се роди дете пред време. Да. Второ, да изберат нормално место каде што тоа ќе го направат и со полна доверба да веруваат дека утре, можеби и нивното дете, утре ќе биде некој Исак Њутон кој што е роден во Македонија. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време, бевте дел од нашата емисија. Се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. Благодарам на вас. Поздрав.